Зоран Заев на 25 март. Северна Македонија почнува преговори за членство во Европската Унија. Историската грешка е исправена, нема веќе никакви пречки, ниту услови. Првата меѓувладина конференција ќе се одржи најбрзо што може. Зоран Заев на 11 октомври, 7 месеци откако најави дека Македонија започнува преговори со Европската Унија. Треба да го подготвиме нашиот македонски народ дека може да не отпочне првата меѓувладина конференција која што очекуваме во декември. А Македонија многу пати го доби датумот за старт на преговори, кој се уште го нема. Така беше на 2 јули 2018, кога Заев се пофали дека почнува скрининг процесот, кој исто како и датумот се уште го нема. Скрининг процес почнува на 17 јули овде во Македонија. Тоа е доказ дека Македонија доби датум за преговори. Доказ е дека Европскиот совет никогаш повеќе нема да се навраќа на Македонија да утврдува датум за преговори. А во 2018 година Заев, Бујар Османи, Никола Димитров и Кочо Андјушев дури од авион се пофалија дека е добиен датумот за преговори. Заев на 26 јуни пред 2 години напиша: Во авион што туку примив одлична вест. Република Македонија доби датум за старт на преговори за членство во Европската Унија. Неисполнетите ветувања за преговори со Европската Унија Заев ги користи во предизборните кампањи, например на митингот во Шутка на 30 април 2019 година. Прво во Шуторизери да споделам и убавата вест. Пред неколку часа се вратив од Берлин. Нашата заедничка земја конечно отвара поглавја, почнува да преговара. А со цел напредок кон Европската Унија беа направени голем број отстапки кон соседите. Одличен мегдан е нашиот историски заеднички јунак Гоце Делчев. Да живее Република Северна Македонија. Бугарскиот премиер Бојко Борисов му стана брат на Заев, а бугарите големи пријатели кои ќе ни помогнале кон неу. Дали? Както България признала съвременните реалности, от страна на Република Северна Македония да се признаят историческите реалности, свързани с процеса на създаване на новата национална идентичност. На бугарските политичари сега им пречи прославата на 11 октомври. Европратеникот од партијата на Борисов Андреј Ковачев на Фејсбук праша зошто му е на Заев антибугарска провокација со прославата на овој празник, порачувајќи дека залаги антибугарска идеологија немало место во Европската Унија.